Добро вечер во централното издание на вестите. Ова се настаните на денот. Арсовска поднесе пријава до обвинителството. Очекува соодветна постапка по наводите. Ако мислите дека правда ќе има некогаш во Македонија, треба да се постапува по овој случај. Ние имаме вакви 150 и сите еден по еден ќе ги изведуваме ако треба. 8 поред марш на ангелите за трагедијата во Кочани. Се бара поддршка за повредените и одговорност за несреќата. Почна полагањето на државната матура. Прв е испитот по мајчин јазик и литература. Најавени санкции за оние кои што ќе мамат. Тој што препишува не очекувам ни да знае, најверојатно ќе изгуби целата година. Верници на протест пред резиденцијата на архиепископот Стефан бараат епископот Партени да ја води Дебарско-Охридската епархија. Бараме да биде слушнат гласот на логиката, ништо повеќе. Градоначалничката на град Скопје Данила Арсовска попладнево достави докази во основното јавно обвинителство за, како што тврди, легализирани дивоградби во општина Чаир спротивно на законот. Арсовска посочи документација и докази кои би требало да бидат добавени од страна на обвинителството по службена должност, бидејќи, како што рече, сите наводи се јавно објавени. Деталите од Дејан Трајковски. Градоначалничката на Скопје Данила Арсовска ги достави документите за предметот кој вели е доказ за незаконските легализации на дивоградби во општина Чаир до обвинителството. Најави дека во понеделник во ОЈО ќе однесе документи за уште 150 вакви предмети. Таа вели очекувала обвинителството да постапи и по допрен глас, откако и целата јавност реагирала. Арсовска пред медиумите презентираше документ за легализација на дивоградба на Висар Ганију, кој тврди е спротивен на закон, а легализацијата според неј била извршена врз основа на фалсификат, што потоа, како што кажа, Ганију експресно го поништил во катастар. Таа апелира до ОЈО да постапуваат веднаш. Катастар овој документ го прифаќа и му го брише целиот предмет со кој што он упишал со фалсификати легализирани дивоградби. Ние имаме вакви 150 и сите еден по еден ќе ги изведуваме ако треба. Меѓутоа ова е оној каде што е фатен со фалсификатите во раце. Тој доказ не знам дали ќе успее да го обезбеди јавното обвинителство и останатите институции, затоа што тој успел за неполни 24 часа да го поништи во катастарот и најверојатно веќе е во некој шредер во општина Чаир. Очекувате по пријавата да влезат? Не очекувам искрено. А ако влезат ќе се прават дека не нашле ништо, затоа што предметот е избришан. Меѓутоа воопшто да не се грижат, во понеделник ќе дојдеме со 150 предмети. Не можат до понеделник да ги избришат. Тука ги чекавме, така да знаете. Во однос на информацијата од МВР дека немало пријава од страна на градоначалничката дека има закани по живот, Арсовска кажа дека во многу наврати е пријавувано, а последен пат пред неколку дена кога физички таа и нејзините соработници биле нападнати во општина Чаир. Вели дека не се чувствува безбедно, ниту пак државата прави нешто да ја заштити. Знаете каков беше одговорот? Вчера немало пријава. Тоа значи дека ако ме утепаат вчера, денес не дојдам да пријавам, нема да постапуваат. Не само јас што имам пријавувано. Еве и пред некој ден во општина Чаир кога ме нападна, знаете вие, ги кажав јас многу убаво и јас немам намера веќе, зашто никој не постапува, да се доведам себе си и своето семејство во дополнителна опасност. Од обвинителството претходно Арсовска ја повикаа да ги достави сознанијата кои што ги има, односно да прецизира за кои точно парцели станува збор, врз основа на што потоа би можеле да постапуваат. Воедно кажа дека очекуваат и да им каже детали околу животните закани кои Арсовска тврди дека ги добива изминатиот период. Од обвинителството дополнително за Канал 5 вчера посочија дека веќе привршува постапувањето по предметот за дивоградбите во Чаир, кој го отворија пред 2 години по допрен глас, откако медиумите објавија истражувачки истории за шемите по кои се прави незаконска легализација. Семејствата на загинатите во Кочанската дискотека денеска во 16 часот и 5 минути го одржаа 8-миот марш за ангелите. Со слики и транспаренти од трагично загинатите чеда, родителите и блиските и низ улиците на Кочани во длабока тишина и со солзи во очите бараа правда. Маршот, кој истовремено беше посветен и за поддршка на повредените лица во трагедијата, почна од паркот на Револуцијата, а продолжи низ трговскиот центар до предопштина Кочани.
Оттаму кон полициската станица, основниот суд и обвинителството во Кочани. Истрагата за пожарот во меѓувреме е завршена, а вкупно 46 лица се осомничени во истрагата на основното јавно обвинителство Скопје и 14 полициски службеници во постапката која води обвинителството за гонење организиран криминал. Началник на СВР Штип е заштитен од обвинителот Коцевски и премиерот Мицкоски во истрагата за Кочани, обвинуваат од СДСМ, од каде најавија серија на пресконференции за трагедијата. Обвинителството и власта мора да одговорат зошто нема обвинение против тогашниот актуелен началник на СВР Штип Дејан Салтировски. Тој знаел или морал да знае дека во наредбата за акциска контрола спротивно на СОП стои дека ќе бидат затворени вратите во дискотеката Пулс. Понатаму, зошто обвинителството не го објави јавно видеото на кое се гледа началникот на СВР Штип Дејан Салтировски во периодот од 12:30 часот до 1:20 часот пред дискотеката Пулс во Кочани? А реагираат ВМРО ДПМН. Оттаму велат, иако не ја оправдуваме, ја разбираме безидејноста на СДС и нивниот лидер Филипче да се оттргне вниманието од одговорноста во случајот со модуларната болница преку злоупотреба на трагедијата во Кочани. За тоа, кој треба да одговара во Кочани, одговорно е обвинителството и нема баш никакво право за тоа да говори Филипче или СДС, кои се директно одговорни за модуларната болница, но и 10.000 загубени животи во ковид кризата, велат меѓу другото од ВМРО ДПМН. Кран падна врз објект во градба во поранешната Битолска касарна. Од СВР Битола потврдија дека несреќата се случила денеска околу 14 часот, а во неа нема повредени, но има материјална штета. Во меѓувреме полицијата, градежната, трудовата инспекција и основното јавно обвинителство Битола извршиле увид на местото каде што падна кранот, а според информациите се проверува целокупната документација и точните причини како дошло до тоа кран висок повеќе метри да падне врз објектот. Либерално-демократската партија во понеделник повторно ќе поднесе предлог закон до собранието за воведување една изборна единица. ЛДП останува доследна во својата заложба за темелни изборни реформи, со јасно изразена поддршка за воведување на една изборна единица, отворени листи, како и вклучување на предлозите доставени за независни листи од невладиниот сектор во креирањето на новиот изборен законник, се наведува во партиското соопштение. На мирен собир, верници од неколку епархии во земјава побараа епископот Партени да биде кандидат за нов митрополит на Дебарско-Кичевската епархија. Бараат да биде слушнат и нивниот збор, а пораките ги испратија и пред резиденцијата на архиепископот господин Стефан. Верници од неколку епархии денеска на собир побараа епископот Партени да биде втор кандидат за митрополит на Дебарско-Кичевската епархија. Верниците со објаснување, важно е да се слушне и зборот од живата црква, од народот, за отец Партени, бидејќи тој 3 децении е активен со верниците и заради него се во верата. Најпрво, дозволете да побараме јавна прошка и да се извиниме на двајцата дедовци, како на дедо Стефан, така и на дедо Партени, за овој мирен собир. Знаеме дека нивната монашка смиреност во принципи не поддржува вакви собири. Бараме да биде слушнат гласот на логиката, ништо повеќе. Бараме на тој предлог избор да има и втор кандидат, односно зборуваме за отец Партени. Во никој случај не сме против ново назначениот монах, на кого што му посакуваме долг и благодетен живот, многу духовни чеда и големо смирение, онакво какво што го краси дедо Партени. Со ваквото свештенство денес е компетентно да зборува за духовност, исто како некој што прочитал прирачник за тоа како се вози велосипед, а никогаш не возил, ќе не учи како да го возиме велосипедот. Така што тука сме дојдени да му дадеме поддршка на владиката Партени кој има илјадници духовни чеда. Малку и не е логично начинот како ни беше даден тој избор, односно кога е само еден предлог, па и не е така избор, нели? Ние народот си имаме свој особено од оваа епархија, си имаме наш, веќе што го чувствуваме
духовен отец кој што го осеќаме како пастир и затоа сметам дека е важно да е во допир бидејќи треба и архипастирот со паствата. Протестот продолжи до резиденцијата на архиепископот Стефан, каде ги кажаа пораките до архиепископот. Денеска монахот Ѓорги беше и на чествувањето во археолошкиот локалитет Стопи, каде што беше отслужена света божествена литургија за првиот Вселенски собор, со кој предводеше архиепископот Стефан. Ново избраниот монах Ѓорги е предлогот на архиепископот Стефан за избор на нов митрополит на Дебарско-Кичаевската епархија. Предлогот го испратил до членовите на синодот, а седницата за избор ја закажал за 12 јуни. Отец Ѓорги или поранешниот декан на Богословскиот факултет и екс-амбасадор во Ватикан, Ѓојко Ѓорѓевски беше замонашен на 27 мај. На 28 мај станува иеродјакон, а потоа иеромонах. Над 15.000 ученици во завршна година од средното образование денеска го полага првиот од двата екстерни испита од годишната државна матура, мајчин јазик и литература, кој е задолжителен за сите матуранти. Испитите се одржуваа во училишта со соодветни услови, а каде тоа не е можно во факултетски амфитеатри. Повеќе од Здравко Димитров. Почна полагањето на државната матура. Над 15.000 матуранти го полагаа испитот по мајчин јазик, првиот од двата екстерни испити од државната матура. Дел од нив во своите училишта, дел пак во амфитеатрите на најблиските факултети, каде има соодветни услови за спроведување на испитите. Министерката за образование Весна Јаневска вели дека очекува подобри резултати од минатите години и ги предупреди учениците да не препишуваат за да не загубат цела година од нивното образование. Тој што препишува не очекувам ни да знае, најверојатно ќе изгуби целата година до следното полагање на матурата, што значи изгубил година од животот или да влезе на пазарот на труд или да влезе на факултет. Полагаат околу 15.000 ученици, оние училишта кои што имаат законски обезбедени услови полагаат учениците во училишта, таму каде што не можеше да се исполнат условите, полагаат во амфитеатри. Јаневска кажа дека од оваа година се донесени и построги законски регулативи, односно тестаторите и наблюдувачите кои ќе пропуштат прекршување на правилникот за полагање, ќе бидат отстранети од процесот на полагање, но сепак државниот изборен центар е тој кој што ќе мора да преземе мерки. Оттаму пак ги повикаа сите наставници кои се во улога на тестатори, сериозно да ја сватат нивната задача. Сите наставници кои што се во улога на тестатори максимално одговорно да си ја сватат својата задача денес, бидејќи нивната улога е клучна во оваа наша работа, затоа што не сме само ние, тука сме сите, целиот образовен систем вклучен, тргнувајќи од Државниот испитен центар, Министерството за образование, Бирото за развој на образование и останатите образовни институции. На екстерниот испит по мајчин јазик, речиси 10.000 ученици полагаа македонски јазик, повеќе од 4.300 албански јазик, а околу 300 турски и српски јазик. Следниот екстерен предмет ќе се полага на 11 јуни, а најголем интерес има за англиски јазик, за кој се пријавиле над 13.000 ученици. Македонија се соочува со недостиг на патолози. Иако бројот на прегледи континуирано низ годините се зголемува, сепак на целата територија на земјава работат само 50-тина. Од клиниката за онкологија вела дека специјализациите за патолози не се барани, најверојатно бидејќи ти имаат и голема одговорност. Повеќе од Миријана Мирчевска-Јовановиќ. Македонија има недостаток на патолози. Во моментов активно на целата територија работат 50 патолози, 10 на Институтот на патологија, 1 на клиниката за онкологија со плюс нови 2 специјализанти, 1 патолог на клиниката за гинекологија и 1 специјализант. Една од причините за чекање на резултати подолги од 1 месец е токму дефицитот на овој кадар, но и специфичноста на работата. Билјана Огненовска од клиниката за онкологија објаснува дека специјализациите за патолози не се барани, најверојатно зашто патолозите се во позадина и имаат голема одговорност. Тие се истражувачи. Според нивните наоди се определува дијагноза врз основа на што самиот онколог дава терапија. Дел од испратените материјали бараат повеќе од 2 недели испитување. Не е се во брзината, затоа што брзината некогаш води и до грешки. А кај нас, на жал, грешките се неприфатливи затоа што страда пациентот.
Ете како еден цел таков облик, затоа и патологијата не е толку привлечна. Студентите на некој начин ја одбегнуваат. Може би во првите стадиуми одбегнуваат ради обдукционите техники, кои што ги има на Институтот на патологија. Тука ние не ја работиме, ние работиме пред се клиничка патологија. На клиниката за онкологија годишно има по 5000 нови прегледи. Со зголемувањето на бројот на онколошки заболувања се зголемува и бројот на патолошките анализи, каде најголема реакција е чекањето на резултатите. Кај скоро сите малигни тумори потребно е да направите дополнителни исследувања со цел за терапевскиот пристап на самиот онколог. А кај некои пациенти се потребни молекуларни исследувања кои исто така бараат време и внимание, кои што се светуваат на Институтот за патологија и фармацевскиот факултет, кои што може да траат и 10, 15, 20 дена, затоа што сепак ние мора да заклучиме дека не сме богата земја, па секој примерок да го пуштаме, туку тоа и во светот се собираат заедно примероци од 10 до 20 и тогаш се пуштаат во ран на апаратот. Во делот на специјалистичките студии, најголем интерес има за хирургија, гинекологија и психијатрија. Министерството за здравство предложи да се мотивираат одредени гранки за специјализација, како што е патологијата. Во Скопје попладнево се одржува интернационалниот симпозиум на офталмолози на Македонија и Турската офталмолошка асоциација. Настанот, како што велат оттаму, представува платформа за унапредување на офталмолошката практика, воспоставување нови стандарди во офталмологијата и јакнење на меѓународната соработка во полето на медицината. Денеска имаме хирургија во живо или live surgery. Во живо се пренесуваат операциите пред нашето членство, пред нашите офталмолози и се дискутираат истите. Значи, како што ви реков, ќе бидат представени последните најнови методи во хирургијата на катаракта, најновите материјали, најновите импланти, мултифокални леки, значи се што е последен збор во хирургијата на катаракта. Останете со Канал 5, ќе се видиме и во вечерните вести. До тогаш пријатно.